Билјана Јанкуловска од Cineplex. Веќе имаме на линија. Добро утро. Добро утро. Господин Јанкуловска, ајде ако направиме една ретроспектива на 2021 година за заклучно и со 2020-та, за многу луѓе беше тешка година. За многу индустрии беше тешка година, меѓутоа филмската продолжи да функционира, иако на почетокот се соочи со проблеми, но се извадија, се пуштија нови филмови во оптек. Како помина годината за Cineplex? 2021 година почна лошо, мислам како што за многу индустрии зимата беше многу тешка, меѓутоа од јуни месец наваму, како што почнаа новите филмови од Холивуд да излагуваат, мислам на Брзи и бесни, Джеймс Бонд, Ева Спајдермен, малку ја дигна киноиндустријата како кај нас, така и на секаде на светот. Да, се сеќавам особено кога Джеймс Бонд беше во најава со оглед на тоа што на актерот Даниел Крейг ова му е последниот Бонд. Да. Во Cineplex недела дена не можеше да се најде карта за овој филм. Тоа ли е најпосетениот филм за 2021 година? За сега да, меѓутоа имаме уште 2 дена за Спајдермен да го помина, затоа што Спајдермен направи нешто неочекувано и за нас, и за светска кинематографија. Во време на пандемија е најгледаниот филм на секаде, има најголема заработувачка, а брзо оди кон тоа да биде и еден од најуспешните филмови на Sony групацијата општо на светско ниво на сите времиња. Така што покрај Джеймс Бонд, кој што стварно, навистина беше доста посетен и тоа беше првиот филм што некако ја врати публиката назад во кино, човекот Пајак некако му се приближува многу блиску да го надмине за најгледан филм на оваа година. Да, каде варира тука филмот Дуна, бидејќи и тоа е уште еден филм кој што во 2021 година добива енормни позитивни критики, има еден ансамбл од актери, зборуваме за холивудски филмови, па каде се наоѓа тој во помеѓу Спајдермен и Бонд? Па вака, тоа е, да, исто е во топ 5 најгледани филмови оваа година. Не толку како што се овие два веќе спомнатите филмови, меѓутоа тука некаде измеѓу се наоѓа заедно со српските хитови, исто да не ги заборавиме Тома и Јужни ветар, особено Тома, направија исто еден голем невиден успех во Скопје што се однесува за српски филмови. Така што тие два се тука исто позади Джеймс Бонд и човекот Пајак и Матрикс. Матрикс исто така е еден од погледаните филмови за оваа година. Матрикс зборуваме за овој последниот, кој што... Последниот, да. Што е она што, ајде за деновите кои што следат, какво ќе биде пред се работното време? Претпоставувам дека ќе работите некако со измени, со скратено работно време, и што ќе се случува, каков е репертуарот, се знаели веќе за божикните празници? Па, репертуарот за божикните празници ние нашиот репертуар го правиме на неделно ниво, што значи за следната филмска недела ќе се објави репертуарот на 10 јануари. А работното време ќе ни биде скратено само ќе ни биде скратено за 31 декември, ќе работиме само до 16 часот. За 1 јануари ќе ни биде малку продолжено од 12 часот до 23 и за Божик и Бадник ќе работиме исто така Бадник од 12 до 16 часот, а Божик ќе работиме од 12 до 22 часот. За време на распустот планирани се повеќе детски содржини наутро, значи предплодне, за да може децата што се на распуст да уживаат во филмските хитови од минатата година и од новите филмови што се планирани. Така што целосниот репертуар ќе биде објавен на 3 јануари заедно со последната понуда за празниците. Кој е филмот кој што можеби се очекува да направи да донесе барем исти интерес како овие холивудските кои што веќе ги споменавте? За 2022 година има повеќе филмови и мислиме дека 2022 година наистина ќе биде клучна за филмската индустрија за време на пандемија. Бетмен, Аватар, Доктор Стрендж, продолжението на Хари Потер, светот фантастични зверки
сите тие излагуваат следната година и очекуваме, иако работиме со скратен капацитет и со посебни мерки заради пандемијата, исто да направиме солидна бројка за тоа што луѓето едноставно ги очекуваат овие филмови да излезат со години, особено Аватар, што имаше одложување веќе едно 7 години, ако не се лажам. А очекуваме 2022 година и покрај сите рестрикции да биде супер година за кинематографијата низ цел свет. Да, во Скопје може да зборуваме за Скопје дека има култура нели кинокултура, луѓето одат на кино, што е добра работа, така би требало да биде во целата држава и таму каде што нема кино да се инвестира секако во кино, бидејќи имаме ние и такви градови, развиени можеби помалку или повеќе економски, меѓутоа доста големи градови без свое кино. Кинокултурата ја нема. Но, да се враќаме на Cineplex. Ако, бидејќи работите со скратен капацитет, со прилагоденост на ковид мерките, каква е економската ситуација во поглед на тоа? Каков е профитот, да прашам, во поглед на тоа? Бидејќи салата несомнено ќе беше исполнета уште повеќе за сите овие филмови, меѓутоа се работи со половина капацитет. Да. Па се уште не може да се закрапне од тој период во 2020 кога ние работевме 7 месеци и потоа кога отворивме немаше воопшто доверба од луѓето да се седне во затворен простор да се изгледа филм. И 2020 навистина беше тешка година за нас и почетокот на 2021 кога имавме и локдаун и кога имавме полициски часови, од јуни наваму почнавме да живнуваме уште долго време ќе ги осеќаме последиците од тие година и пол, така што се надеваме дека во 2022 ќе закрепнеме некако со отварањето и на второто кино во другиот дел на Скопје, во Eastgate, така што ќе работиме напорно во 2022 да го надоместиме губитокот од 2020 и 2021. Датум всушност ќе се знае ли кога ќе биде отворено тоа кино? Па се работи си уште, не фатија малку божикните празници, бидејќи тимот што го работи киното е од повеќе држави, не е само од Македонија, има и од Австрија, и од Србија, и од останатите балкански држави. Така што не фатија малце и тие празници кога и тешко стигнува роба за да се продолжи со градење, меѓутоа ќе биде. Се работи забрзано и се надеваме дека до пролет ќе бидеме целосно функционални и во Eastgate. Добро, јас ќе ви се заблагодарам за овие информативен разговор, за овие информации во поглед на репертоарот во Cineplex. Секако ќе ги посетиме и ќе ги очекуваме овие филмови кои што следат од ова што наброевте, едно голем дел, ако не и сите кои што ги наброевте, веќе ги имам погледнато, меѓутоа со нетрпение ги очекувам и новите филмови кои што ги најавивте. Благодарност уште еднаш за ово одвоено време. Благодараме на вас.